Сметаме дека ова општество постепено почнува да созрева, дека критичната маса се создава и дека сега е вистинско време за да излеземе со сервисите за поддршка кои што ги предвидуваме. Нашата идеја е дека се потекнува од идејата креира став и тоа е гард кон стереотипите. Тоа е моделот кој што ќе ни овозможи да ги започнеме процесите и да ги придвижиме работите во насока на револуционерни измени. Затоа што на ово општество во овој момент потребни му се само револуционерни измени. Тоа е единствен можен начин. Тоа се новите начини на човечката интеракција како дел од нашите процеси на созревање, индивидуално и на целото општество. Моделот на успешните е да водиме, да се разликуваме и да испорачуваме. Лидерството е една од круцијалните појдовни точки. Тоа ќе ни овозможи да обединиме и да канализираме. Лидерството во невладиниот сектор има една своја специфика која што се однесува на соработката со останатите здруженја и со владините структури. Значи тоа е еден линк, без тој линк нема функционално и оптимално демократско општество. Истовремено треба да се зачува просторот за индивидуален пристап, затоа што со популација од 2 милиона луѓе и со ваква земја каква што имаме, со овој потенцијал, ние можеме да се го дозволиме тој луксус да имаме индивидуален пристап и да ги извлечеме максимумот од секого. Пошто се разликуваме? Се разликуваме по тоа што ќе овозможиме или ќе се разликуваме по тоа што ќе овозможиме сервиси и поддршки кои што ќе бидат долгорочни, кои што ќе бидат суштинско решение на индивидуално и групно ниво. Тие сервиси воглавном ќе се базираат на едукација, доедукација и озанатување. Досегашните системи за поддршка кои што ги воглавном кои што се нудеа од државата и од невладиниот сектор беа без долгорочни решенија. Подоцна ќе видите во нашите предвидени концепт проекти дека сите сервиси кои што ќе бидат понудени ќе бидат условни. Значи ние ќе бараме за возврат од корисниците на нашите сервиси одговорност. Ние ќе бараме нивно освестување и нивна свесност за нивните врски. Значи не е државата и НГО секторот тие кои што постојано и континуирано треба да дават. Да, треба да дават, но и да едуцираат дека треба да има повратна информација, повратен инпут и од самите корисници во функција на нивно самостојување.